Обединувањето на владиниот коалициски партнер вреди, влегува во нова фаза. Меджити, кој е еден од лидерите, најавува интензивирање на разговорите по јасните пораки од членството, дека коалицијата треба да настапува како едно. Оваа изјава на првиот човек на партијата Демократско движење која учествува во вреди, доаѓа еден ден по состанокот на највисокото раководство на партнерската партија БЕСА, вчера во Тетово. Централното претседателство на партијата на Касами се распушти, за да се трасира патот за вреди да се спои во една партија. Најверојатно, во следниот период истото ќе го направат и другите политички субјекти внатре во Влен, почнувајќи од моето Демократско движење. Во однос на лидер, не сме фокусирани моментално на персонални решенија, има креативни повеќе идеи, има со ротација, има копредседателство, или пак има и модел, еден глас секој, еден член. Лидерот на БЕСА Касами најави дека партијата планира да направи оценка на сработеното од страна на нивните функционери во извршната власт. Според тие параметри, потоа ќе се кројат и идните кадровски решенија кои што ќе ги понудат за позициите. Премиерот Мицкоски и министерот за правда вчера испратија остри пораки кон својот коалициски партнер Касами и го потсетија кој е премиер и кој одлучува за министерските позиции. Ова следуваше по информациите дека тој ќе побара од Фатмир Лимани веќе да не биде министер од нивните редови, а дека е можно и Игор Филков да биде опфатен со најавената владина реконструкција. Лидерите на вреди се усогласен став по тоа прашање. Меджити оценува дека секоја партија има право автономно да одлучува. Ние сме свесни дека премиерот е мандатари, тој е кој одлучува кој ќе биде министер, но се додека е политичка влада во која учествува БЕСА како дел од Влен, БЕСА одлучува кој министер ќе биде предложен од нејзина страна како дел од идната влада. Во однос на кадрите, секој по својот учинок се анализира и нормално при секоја реконструкција да има и промени и да има подобрување во таа насока. Реконструкцијата според најавите би требало да се случи во мај или јуни. Во меѓувреме во јавноста почнаа и шпекулации околу тоа кои министри би можеле да бидат сменети, а се споменуваат и повеќе ресори како правда, енергетика, земјоделство, култура и спорт.